дека тоа е многу повеќе од тој само еден ритуал, од едно механичко, да кажеме, извршување на таа голема работа. Тука видовме во таа, да кажеме, злонамерна објава, слободно и комотно кажуваме, со голема толеранција, кога го потенцирам, начинот како ја разбираат нивната вера, сакаат со тој начин да ја разберат и нашата вера. Не може. Да го покажуваш своето обожување кон Господарот на сите себи со тоа што му дошепнуваш баш исто онака како што правил Исус. Алейхи селам. Тука уште еднаш може да ги подсетиме нашите гледачи дека тука се гледа дека тоа е една поврзана низа, дека ние не се одрекнуваме од ниту еден од Божите пратени. Во овосветските работи се е дозволено, освен тоа што е забрането. Додека во прописите на верата се е забрането, освен тоа што е дозволено, односно што е пропишано. Мене ми е потполно разбирливо дека може би во другите религии тоа тестирање или ставање на искушение на неговите слуги, на неговите робови од страна на Бога е поинако. Бункер е се она што е спротивно на човечката природа. А по природа човекот е верник. И социолозите велат дека човекот се раѓа како homo religiosus, значи човек кој што има потреба за Бога, потреба за религија, потреба да го велича неговото божество. Бисмиллахир рахманир рахим. Во името на Аллах, семилосниот, премилостивиот. Се наоѓа на почетокот на нова епизода од подкастот Диван. Ние секогаш кога зборуваме за исламот и за други теми, се трудиме нашиот говор да биде втемелен врз аргументи и врз она што ние го сметаме за вистина. Овие денови често пати гледаме на социјалните мрежи текстови во кои што за исламот се зборува од една перспектива на клевета, на лаги и на манипулација со текстовите на Куранот и на Сунетот. Еден од таквите текстови е текстот кој се зборува за молитвата, за намазот. Затоа денеска ние, на најубав можен начин, со убави зборови, со толеранција и со аргументи, ќе се обидеме да дадеме слика за главниот столб на верата, за намазот како еден од главните столбови на верата, или можеме слободно да кажеме за главниот столб на верата, за кој што Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем вели: "Ас-салату имадуд-дин", навистина намазот е столбот на верата. За да разговараме за оваа тема, вечера со нас е почитуваниот ефендија Јасмин Ефендија Мујовиќ, да не сгрешам повторно, на кого му искажуваме добре дојде и благодарност за тоа што најде време да не дружи на овој подкаст. Што подобро и на вас ви благодарам што по не знам кој пат веќе ме повикувате. Пети пат. Да е со берикет сум. Да, со берикет. А те нагоди што се одзва позитивно нашиот повик. Со нас повторно е почитуваниот доктор стоматолог ДР Фатмир Африм Ковачи и на него му изразуваме добре дојде, ако он е домаќинама. Денеска може да промениме рутината. Ти си домаќин, па ти треба на нас да не кажеш добре дојде. Да си кажеме. Еми, да си кажеме. Добро се најдовме. Добро се најде. Почитуван Јасмин Ефендија, да почнеме малку со тоа каква е положбата на намазот, на молитвата од гледиште на исламската книга Куранот и на хадисите на Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Бисмиллахир рахманир рахим ва салату ва саламу ала набиина Мухамедин ва ала алихи ва сахби аџмаин. Како што го наведовме, поводот или причината зошто и вечерва се сретнавме по пети пат, а тоа е, да кажеме, таа една слободно можеме да кажеме, лоша и злонамерна презентација или за најубавата по тие зборови, нели, како што се влегува во исламот, а тоа е шехадето, сведочењето дека нема друг вистински Бог освен Аллах субхану ва таала, единиот вистинскиот, и дека Мухамед алейхи салату ва салам е негов роб, миленик, пратеник.
односно за молитвата, за намазот, односно за сале. Исламските учењаци дали кога пишуваат или кога зборуваат во врска со намазот, првата работа која што ја спомнуваат дека е онај како вие што го кажавте во почетокот, дека тоа е столб на исламот. Столб, ние знаеме дека исламот, како што ни вели Расул саллаллаху алейхи ва салем, буни исламу аля хамсин. Исламот се темели на 5 столба. Зданието кое се вика ислам има 5 своји темели или столба кои што се држи. Еден од овие столбови ако ги немаме, нешто нема да биде во ред со нашата, да кажеме, со нашето здание. Нема да биде стабилно тоа здание. Во најмала рака нема да биде стабилно, а кај некои од овие столбови дури и нема да постои, нели самата. Ако немаме шехадет, не можеме ни да кажеме дека го имаме исламот како наше, да кажеме, како наша вера. Исто така, каде што Расул саллаллаху алейхи ва салем ни вели во истиот хадис дека од тие 5 работи ва қиму сала, а тоа е да го воспоставиме. Да го воспоставиме намаз. намаз. Само да бидеме појасни, да се воспостави, значи да се клања намазот во согласно со сите оние негови должности што се фарзови, рукнови, значи рукн се мисли на стол на намазот. Да. Фарзови се делата кои се обрзувачки, исто така и важибите спаѓаат во таа категорија, исто така и со сунетите и оние кои што се сметаат како на дополнување на намазот. Намерно го потенцирав ова акиму, односно каде што се вели да се воспостави, не е само да се клања. А тоа понатака ќе видиме во самиот подкаст што значи, и тоа ќе ни биде, да кажеме, како една мотивација да кога веќе зборуваме околу намазот, дека мораме да го потенцираме овој стил на Куранот, стил на Аллах субханаху ва таала, дека ни наредува да го воспоставиме. Дека тоа е многу повеќе од тој само еден ритуал, од едно механичко, да кажеме, извршување на таа голема работа, голем столб кој што се држи нашата вера, ама Господарот од нас бара нешто сосема друго. Тоа да биде воспоставено, тоа да биде константно, перманентно да се извршува и да кажеме тие бенефити кои што ги нуди и ги дава како резултат самиот намаз, да ги користиме во текот денот или и во денот и во ноќта. Значи намазот е столбот на верата. Во тие, можам да кажам, слободно злонамерни објави на социјалните мрежи се зборува за тоа дека исламот е нешто што повеќе му дава важност и дава важност на надворешноста. На она што се практични делови од намазот и дека многу малку се зборува за суштината на намазот. А ние знаеме дека сосема спротивно е тоа. Во еден хадис на Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем се вели дека на робот, значи на тој што е Божи слуга, да го кажеме со зборови кои што тие може и подобро ќе ги разберат, му се запишува како добро дел од намазот онолку колку бил свесен за намазот. Значи колку бил скрушен во намазот, колку бил понизен во намазот, колку бил блиску до Бога со неговиот дух. И самиот намаз, ние знаеме дека како наредба му е дадена Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, кој што е последниот од низата на сите пегамбери. Ова само сакам како мала дигресија. Кога ние зборуваме лошо за некој од Божите пратеници, ние автоматски излегуваме од верата доколку сме свесни и доколку тоа го зборуваме значи знаејќи дека тоа е грев, дека тоа е погрешно. Значи ако нешто изговориме ние против Божите пратеници, ние со тоа дело излегуваме од верата и негираме еден дел од Божјата објава. За нас, како верници муслимани, не е дозволено ниту еден начин да го навредуваме Божиот пратеник, пророкот Исус или Иса алейхиселам. Бидејќи со тоа ние автоматски излегуваме од верата и самите себе си се прогласуваме за неверници и за како се вели кривоверци или кривокретници, како се им постои еден збор со кој што се излегува од верата. Затоа би сакал ефендијата Јасмин да ни појасни малку отпадници од верата, да. Апостат. Апостат тоа може би англиски збор. Да, тука видовме во таа, да кажеме, злонамерна објава
слободно и комотно ја кажуваме, со голема толеранција, ова го потенцирам. Зошто? Затоа што влегуваш во без ничија дозвола, влегуваш во нешто што е највредното кај една друга вера, кај твоите комши, кај тие што Изборуваш невистини. изборуваш невистини. Да беше дека се базира врз вистина, нешто што е можеме да разговараме дека ние знаеме дека има луѓе, верници, извинувам што те прекинав уште еднаш, на кои што од намазот не им се запишува можеби ниту само една десетина, една деветина, една седмина, една осмина. Тие се луѓе кои што да, не има, значи уште помалку. Она што е многу интересно е тоа што начинот како ја разбираат нивната вера, сакаат со тој начин да ја разберат и нашата вера. Да. Не може така. Тоа не е возможно и секогаш ќе доаѓа до вакви заклучоци, односно еднакво на грешки. Зошто? Нашата вера е потполна. Нашата вера дава акцент на секој еден сегмент. Дали тоа било на дворешниот дел, делот каде што тие работи ги гледаме механички и тука имаме строго јасни правила како тоа треба да се изврши. Така. Зошто ова? Ако тука се даде простор, како што е нажалост, ова мораме да кажеме, како што е кај нив слобода на обожување на Бога како ти сакаш. Ова кај нас го нема. Зошто го нема? Ние сите во намазот и мораме да ги почитуваме тие механички работи, за да не дојде од повеќе начини сега ја сакам раците овде да ги ставам или сакам овде или нема ич да ги ставам или ќе ставам една рака ваму, што ќе изгледа тоа? Ќе го кажам, она редоследот ќе го сменам. Или воопшто нема ни да ставам ни вака ни така. Денес нема, кефот ми е друг. Така? Овде не, овде има еден ред, една дисциплина, едно покажување на потполна вера. Едно покажување на едно поинакво размислување, поинакво гледање на верата. А она која веќе се навраќаме во намазот и она внатрешност е баш она целта, она е таа цел зашто ние намазот го извршуваме. Зашто ние намазот или молитвата ја извршуваме, а тоа е како што ни вели Расул саллаллаху кога некој од вас клања или кога некој од вас ја извршува таа молитва. Вика тој вели фа иннеху юнаджи раббаху. Тој доиста е во блиска комуникација, во близок. Може да преведеме се дошепнува со неговиот Господ. Дошепнува. Баш ова сега го коментиравме. Тој е интимен момент на директна врска помеѓу Божиот слуга или робот или Абдуллах како го велиме ние и неговиот возвишен Господар Аллах субхана ва таала. Нели, созданието кое што е создадено заради таа единствена и најубава причина тоа да го обожуваш својот Господар, баш тука најубаво ја покажуваш да го покажуваш своето обожување кон Господарот на сите се со тоа што му дошепнуваш баш исто онака како што правил Исус алейхи салам. Нели, во самите филмови кои што они самите си ги режисираат, нели ја покажуваат таа сеџда или тоа ниско паѓање на тло на земјата со нели со чело со сите тие елементи како што ние сакајки и силно со нашите срца, со нашите намери, ниет или да му се умилиме на Бога, да му се приближиме на Бога, да Бог тој ден кога ќе се смилува на едните, а на другите ќе ги казни, на нам да ни се смилува. И како може некој да си дозволи на себе си да оптужи ваква голема работа, да обвини, Тука внимаваме да не ги навредиме со тоа што не го говориме нивниот јазик, да, таман. Добро, сега нели скопскиот сленг ќе не разберат. Се шегувам. Да обвини, да ја стави на предмет на расправање дали таа една возвишена работа, таа возвишена, да кажеме, цел која што Господарот на сите светови ја пропишал не овде, не на земјата, туку на небесата. И ние го знаеме, нели, познатото патување и веруваме чврсто во тоа патување, дека физички се случило, присутно и умствено бил Расул саллаллаху алейхи ва салем и со неговиот дух и со неговото тело, а тоа е Мираџ, Исра и Мираџ. Така? И Сејнокното патување од Мека до Јерусалим, Ерусалим, да. Ерусалим,
а потоа воздигнувањето Мијараџ, воздигнувањето на небесето. И баш тука имаме нели средба со Со Исус, Исус, со Адам, со Ибрахим, со Арон или Харун, со Харун, да. да, со Абрахам, И со Муса, со Мојсей, да. Мојсей, да. Да. И нели го имаме, ја имаме таа проубава. Тука уште еднаш може да ги подсетиме нашите гледачи дека тука се гледа дека тоа е една поврзана низа, дека ние не се одрекнуваме од ниту еден од Божите пратеници. Не Сите ги смеме ни сакаме. да помислиме, а камоли да го Значи, направиме тоа. Мојсей го советува нашиот пегамбер Мухамед салалаху алейхи веселем, кој што е пратен до сите луѓе, да се врати кај неговиот Господар и да побара да му го намали бројот на дневните молитви. Од 50 на На нели, пет, да. од неколку наврати Да. со совет на Мојсей, нели, неговиот брат по пратеништво, нашиот пратеник Мојсей Муса алейхиселам, кој што ние кој Куранот го третира на едно посебно ниво, нели, каде што приказните Не може би туку сигурно неговото име се спомна повеќе од името на Мухамед салалаху алейхи веселем. да. Нели, таа цела негово кажување, намерно не кажувам приказна, зашто приказна може да биде вистина или невистина, а кажувањето се на вистина се случило. Нели? И тука нели Куранот му дава голем простор на Мојсей, на Муса алейхиселам, каде што баш говори за тие негови кажувања, негови случувања. И тој третман кој што ние не смееме никако да го доведуваме во прашање дали сакаме овој пратеник или не го сакаме, или овој пратеник не дај Боже да кажеме лош збор, а камоли некои големи обвинувања како што нажалост. Ја не феррику бейне хадин. Да, нема Не никаква прави разлика меѓу Не двете. Врска со прописите, ово светските и верските прописи. Дали постои тоа правило, го имам слушнато повеќе пати од ваши колеги, еве да подискутираме малку, да им објасниме на нашите гледачи. Во овосветските работи се е дозволено, освен тоа што е забрането. Додека во прописите на верата се е забрането, освен тоа што е дозволено, односно што е пропишано. Значи, дали можеме така сума сумарно со објава? Како можеме до 20 Тоа е прашање? аслот или основата во односите. правило, да. Ние знаеме затоа што студиравме шеријат и Да. тоа е да кажеме некоја професија или гранка која што повеќе ја студиравме во Медина. Каде што првите 4 семестра ги учевме фикул ибадат, тој однос кон поединецот или джематот кон Аллах субхану ва таала. Односно релацијата измеѓу створителот и создателот и созданието. И овде е таа основа. Не можеш ти, основата е, не можеш ти да го обожуваш Господарот на сите светови како ти сакаш. Може само онака како што ти е пропишано во тој дел. И тоа е половината од самиот, да кажеме, тие правни прописи кои што дошле во нашата вера. А другата половина е фикул муамелат, односно меѓучовечките односи. Односот измеѓу мене и тебе. Дали било тоа во трговија, дали тоа било во родбинска врска, встапување во брак, излегување од брак, нели, развод, дали тоа било судска пресуда, казни, дали тоа било купопродажни, дали ги кажавме. Казненото право, семејното право и така натаму. А ова основата е сето наследното право, нели, како најматематички, најкомплицираното, ама е најправедното. Таа е најправедната поделба која што може, која што човечкиот род ја сретнал. Сите други се ќе видиме дека не се прави. Има дали за прв пат во објавата во Куранот во историјата на човештвото жената е наследник, значи има право на наследство. Да се држиме од секој немат, бидејќи нема доволно време. Да. А за ова, за наследството ќе Запомнете зборуваме следната во некоја епизода. друга прилика ќе разговараме, бидејќи и самиот систем на како е определено наследството во исламот е вредно да се презентира на најдобар можен начин. Јасмин Ефендија, дали може би во тоа што Господ Бог, Аллах Джелешануху, намерно велам Господ Бог, за да бидам поблизок до тие кои што не напаѓаат, кога бара од нас
да го поставиме намазот, односно да го кланяме на начин како што тој ни пропишал. Зарем не е ова еден тест? Ние знаеме дека овој свет, дуњалукот, е еден тест за верниците. Се моментот кога стануваме свесни за себе, од моментот на пубертетот, па се до нашата смрт, ние сме задолжени со некои обврски. И дали не сметаш дека и начинот како го кланяме намазот, според таа форма која што ни е пропишана од Аллах Джелешану преку неговиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кој што вели клањајте како што ме гледате мене како клањам, дали можеби тоа не е еден вид на тест? И дали ние тоа треба да го сватиме дека е тест? Мене ми е потполно разбирливо дека можеби во другите религии тоа тестирање или ставање на искушение на неговите слуги, на неговите робови од страна на Бога е поинакво. Ние, како муслимани, веруваме, знаеме дека сега наш живот е искушение. Аллах не става на искушение дали ќе му се одзвиеме на повикот да кланяме намаз, дали ќе му се одзвиеме на повикот да даваме зекат, дали ќе му се одзвиеме на повикот да постиме, дали ќе му се одзвиеме да биде трпелив кога ќе не се најде некој искушение, некоја потешкотија, некоја несреќа. Тоа е начинот како ние сваќаме дека Господ ќе не става на тест, значи ќе не тестира. И ово, значи надворешната форма на намазот, која што е толку проблематична за некои луѓе, зарем не е еден вид на тест? Секако дека секоја една работа која што е наредена нашиот Господар, која што се бара од нас да ја извршиме и со тоа да покажеме дека сме припадници, да го оправдаме тоа наше гласно декларирање дека припаѓаме на една група наречена муслимани или било како поинаку, заедница, нели умет, умма, за да го оправда што и дрес што си го облекол, кај нас мора да го докаже што, за разлика од некои можеби и други. И за разлика од повеќето муслимани кои што мислат дека е доволно да кажат да, јас сум муслиманин, муслиманка, а сите овие работи пред се намазот, кој што е строго наредена работа, каде што и имаме дури и јасни хадиси, кај иако имаме, тоа мора да го потенцираме кај исламската улема, едно разидување дали се сваќаат тие зборови вака или така, нели мен тарака сала фахува кафар. Тој што ќе го напушти намазот во потполност. Па тука имаме учењаци кои што велат што значи тоа, како да го напуштат, дали тоа во потполност да го напуштат, дали тие што клањаат некош или не клањаат, вели Расул саллаллаху алейхи направил дело на неверство, дело што ти го вади тој дрес, нели? И од тоа може да заклучиме дека секој еден, да кажеме, ибадет кој што ни е нареден, ни доаѓа во вид на тест. Дали ние ќе се одзвиеме, дали ние ќе покажеме, дали ние ќе оправдаме таа наша декларација. Положиме тој испит, нема да го положиме. Да. И нели тука имаме пак да се навратиме на тој еден квалитет кој што го бара Господарот од сите свети. И тој квалитет, а тоа е внатрешноста. Како ти амбиентално се чувствуваш внатре дека го извршуваш тој намаз, дали си ти свесен пред кој си застанал. Тоа не може да се види. Што ние сите застануваме, нели, према киблето или према правецот на кај Мека, на кај Кјабето, нели? Тоа не е како за немаме дезориентација. Сега некој сака на кај Русија, некој сака на кај Кина, некој сака на наваму, некој натаму. Не, сите идеме на кај Мека. И тоа е една од мудроста, нели, на воспоставување на намазот. Што сакаме да кажеме? Сакаме да кажеме дека квалитетот внатрешен е мерилото дали твојот намаз е валиден или не е валиден. Имаме јасен конкретен хадис на Расул саллаллаху алейхи ве селем каде што ни вели: прва работа за што ќе бидете прашани на судниот ден е, пазете се, не дали сте го клањале намаз, дали сте го имали или сте го немали. Не, туку каков бил вашиот намаз. Сега овде, како се мисли, да, се потенцира, се чека, се очекува од нас и да биде опфатена и тој дел надворешниот, да бидат заради тие разлики да не направиме пометување во собраќајот, нели, верски кои што се случува во нашите верски објекти, во џами, во месџиди или така натаму, каде што се извршува тој намаз, ама пред се враќа на тоа каков ти бил намазот. Па вели Расул саллаллаху алейхи ве селем во продолжетокот, ако намазот ти бил добар,
Ако намазот ти бил, си бил присутен во намазот, си му дозволил на намазот да те смени, си го положил тој тест, кој што ти бил даден на овој свет овде, на дуњалукот, нели? Тогаш сите твои други останати дела ќе бидат прифатени. Полесно ќе ги поминеш. Ќе ги поминеш понатака другите испити полесно. Додека вели воспротивно, ако намазот не ти е како што треба, ти го извршуваш намазот, ама надвор од таа џамиска врата, таа џамиска капија порта, ти си деликвент. Ти си зулумкер. Ти си оној кој што не му дава мира на својот комшија. Ти си оној кој што прави неред и сие неред кај што ќе се појави, страфи и трепеци. Ова не е идејата на намазот. Идејата на намазот е да ти го смени животот. Не е само физички да отидеш или луѓето да кажат види го машала како клања, уште нели знаеме тие ријалу претварање. Намазот е груб со другите, ги навредува, клевети, лаже и краде на Терезија или на Вага. Тоа е баш показател дека намазот негов е таа втора категорија која што нема да биде некоја пета, шеста категорија. Да, нема да биде прифатен, ало да не сочува и да не го сочува нашиот намаз, да не бидеме ние од тие таквите. Зошто? Затоа што Аллах вели во Куранот, Анкебут 45 делот 45, инна салате тенха анил фахша вал мункер. Евеа причината, евеа целта на намазот. Исто така тука спомнува зикруллахи екбар. Значи целта на намазот е да се спомнува, да се велича, да се возвишува нашиот Господар Аллах субхана ва таала. Да, прочистување исто така. Ова да го преведеме зашто ние се арапски знаеме. На вистина, во истина или на вистина, намазот Во истина, да. Те одвраќа од неморалот, неморалните работи, нели, и од грдите постапки, и од тие постапки кои што човекот бункер е се она што е спротивно човечката природа. А по природа човекот е верник. И социолозите велат дека човекот се раѓа како homo religiosus, значи човек кој што има потреба за Бога, потреба за религија, потреба да го велича неговото божество. Значи, на овој пат на величањето тие многу луѓе сгрешиле и величаат. Луѓе ги величаат и ги обожуваат своите страсти, додека во исламот единствена цел, една и единствена е нашиот Господар Создател Аллах субхана ва таала. И како што нели спомнувањето на Аллах или зикрот, како ние нели зикр што велиме, е нешто најголемото, најубавото кај Аллах. Значи најголемото се мисли на спомнување на Аллах во согласно со она што ни го пропишал. Ние го спомна многу во нашиот брат Фатмир Африн, кога вели дека кога се работи за ибадетите, за богоугодните дела, значи ибадет е богоугодно дело што го сака нашиот Господар. Тука тогаш главен принцип и главен пропис е дека се е забрането освен она што ни го пропишал нашиот Господар Аллах џелешануху или неговиот Божји пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Јасмин, уште едно прашање ми имам. Како влијае намазот за свесноста на човек за надгледувањето или за надзорот на Бог, на Аллах субхана ва таала? Првата помисла, кога застануваме, нели, према тие механички или тие надворешни, кажеме, прописи кои што ни се пропишани од Господарот на сите светови, а при тоа знаеме дека он е задоволен. Тој е задоволен со таквото наше стоење. Самата свест дека ти си застанал пред возвишениот Господар. Ти веднаш ја имаш таа помисла дека застануваш пред тој кој што е створителот твој, создателот, тој што знаеме во многу бројни ајети ни вели дека не наблюдува, не прати, не следи, знае што правиме, знае како размислуваме. Дури имаме и во ајетите дека подобро тој ги знае состојбите на нашите срца колку ние самите. А како? Јалему хаинетел ајун. Го знае окото кое што се обидува да го измами Бога, ома тухфи суду, тоа што е во внатрешноста на нашите гради. Да. Значи, таквиот верник кој што 5 пати, нели рековме, а наградата е 50 пати. Да.
Наградата е оној и тој секој или секоја треба да се радува кој што или која што го извршува намазот, дека за тие 5 намази кои што ги извршува во текот на денот и ноќта ќе има награда од 50. Како 50 пати во текот на денот и ноќта да клања. Да се навратиме на ова. Како може човекот да не биде константно свесен после сите овие ајети, оваа цела свесност, дека ти 5 пати му застануваш пред еден највозвишен, најголем и единствениот вистински господар и кога го имаме овој ајетот, 45-тиот ајет од Анкебут, дека намазот ми е мерило, односно моите постапки надвор од намазот, ми се мерило дали мојот намаз е како што треба. Дали тоа дошептување, дали тие молитви, дали тие барања кои што нели како што Расул саллаллаху алейхи ни вели, најблиску сте до Бога кога сте на сежда. Кога сте нишком паднати. Па тогаш правите што повеќе сежди, повеќе намаз, нели? Повеќе дова. Зголемете вашата дова и зголемете ги тие барања, тие желби што ги имате, нормално треба да бидат во границите на шеријатот, да не бараме нека работи кои што се, нели? Тоа често го спомнувам на предавањата. Во молитва се бара грев, да. И да се дови, да се прави дова за прекинување на роднинските врски. Да. Ова е спомнато во хадис на Мухамед саллаллаху алейхи алейхи. Вчера нели беше професор за ова економска исламска економија. Да? Не можеме да бараме во довата, ала да ни прими од конвенционална банка кредит со камата. Нели, често денеска има, се сретнуваме, нели? А тие кредити се да се оковаш сами од себе си во синџири, од кои што тешко дека ќе се ослободиш. И самите многу луѓе што живеат на запад, кои што се ставени на искушение со тие кредити, се свесни дека самите себе се оковале. Да, и самите себе си во врска со овие теми една голема несреќа. Со овие теми, например со каматата, со алкохолот, со не знам проституцијата, ќе се сложиме со овие што не провоцираат, така нели? Да, таму имаме заеднички јазик. Имаме многу работи кои што ни се заеднички. Не, целта ми беше ние кога зборуваме за нашите тие што да ги наречеме опоненти со кои не се согласуваме. На нас не е дозволено да лажеме. На нас не е дозволено да изнесуваме полувистини. Да правиме спин, да правиме сечено лепено, што викаше нашиот поранешен премиер во бегство. Значи, се разговара, базирано врз аргументи, исто така Аллах ни наредува, кога разговараме или кога дебатираме, да дебатираме најдобар можен начин. Да. Значи, сето тоа се ограничување од кого? Од тој Бог, кога вие го сметате за лажно божество. А кога би се вратиле кон принципите и пораките на Исус, биде дека тоа е, имахме ние една презентација на книгата, само една вистина, че вистината е една за сите. Извини, јас ми те прекинам. Не е проблем. Да, секако дека нам ни е наредено, како што ни е нареден и намазот, како што ни е нареден и постот, како што ни е наредена и зекјата, нели? И праведноста. И праведноста и баш таа убава реторика или убава транспарентна, праведна, да кажеме можеби и братски беседа или тој однос, тој третман кон другиот, различниот од нас, па и дури кога не напаѓа. Па дури кога не напаѓа и кога не ги дрма, не провоцира кај столбовите, тука знаеш, се дрма целото тело се дрма целото знание. Можеме да кажеме дека еве да го поздравиме дотичниот доколку ја следи оваа емисија, дека постигнал контраефект со неговата објава. Така, дека еве ние муслиманите гледаме да и во вакви ситуации кои што сме, кај што треба да сме крајно испровоцирани, кај што треба да беснееме, да лудуваме, да псуеме, да се нервираме, ние сме мирни. Мирни сме и само и смирени. Да, и го земаме тоа како повод да се појасни таа проблематика, односно таа. Да кажам, ова беше причина што јас имам и подкасти на албански. Да. Една тема ќе биде да разговараме за намазот, за значењата, за суштината, за смисолот,
Бидејќи кај многу луѓе, дури кај муслиманите, не се зборува доволно. А намазот е главната наша обврска секојдневна. 5 пати на ден. Секојдневна. И тоа не е само, да кажеме, секојдневна, туку дел во ноќта и дел од денот. Значи, ова е, пак се враќаме на тоа, на трешното. А тоа е таа свест. Господарот не ни наредил само, земете се во еден сат, склањете го тоа на брзинка, или земете 15-20 минути. Не. Туку во 5 различни временски периоди од денот, баш идејата е тоа, да си константно во таа врска со Господа. Connected. Значи, она цело време да си, во цел ден и цела ноќ. Значи, она пак ти дава простор, нели, муамелат, да имаме комуникација и со сопругата, и сопругата со човекот, и да имаме со децата, и со пријателите, и да имаме на работа, и да бидеме и со комшиите, и да бидеме и во школа, и т.д. Ама, да не го забораваме Господа. Да не го забораваме Бога, затоа што тој е најприоритетот во нашите животи. Нели? Рековме дека исламот ни ја покажува целта на нашето постоење, а тоа е не ги создадов джините луѓето, освен да ме обожува. Секој муслиман од моментот кога започнува со клањањето на намазот, станува маратонец. Тоа е животен маратон, значи има амнестирање само во исклучителни ситуации, кога нели е болен или значи нема амнестирање, туку има олеснување. Олесните околности. Значи буквално единствен човекот до крајот на животот. Да. Значи, Секој ден по 5 пати, деменција, ако не е свесен за себе, или ако веќе изгубил, да кажеме, условно контакт со реалноста, тогаш не е должен да клања. А се додека постои тој контакт и свесен за реалноста, човекот тој треба да клања. Треба да клања. Тука имамо олеснување. Овој подкаст мислам дека повеќе би требало да го насочиме кон нашите муслимани и муслиманки. Зошто? Затоа што баш ова што го спомнавте преска, а тоа е дека многуте муслиманки, намазот не го разбираат онака како што треба да го разберат. Мисла дека ако со извршување на 5 намази или 5 тие молитви во текот на денот и ноќта, со тоа си нешто екстра муслиман, па ти даваат некои имиња, па вака, или дека тоа е нешто, тоа е нешто преекстремно. Тоа е многу екстремно, дека тоа е нешто што така велеа за мене кога почна да клања, овој претерува, вика, претерано клања. Да. Тоа е основа, тоа е. Да. А тоа е баш да го оправдаш тој дрес што го нели што го облековме. Тоа е декларативна припадност, едноставно треба да оправда со нешто. Да. Сега тука не знам дали ете слушнав дека нажалост тоа мораме да го потенцираме, дека многу наши колеги и го имаат тој наратив да го шират таа една приказна дека можеш во џенет и без намаз, нели? Ali сега ние гледаме дека од тој хадис па баш и не се може без намаз, па се земаат некои примери како некои исклучоци, на пример Хатиџа радијаллаху анха се има преселено на Ахирет пред да се, како се вика, да се донесе законот на 5 вакти намаз. Прописот да се нели имало намаз кој што било сабајле и навечер. Ама го немало во овој број, во оваа форма, во ова. Детално објаснети, нели. Понатака имаме еден хадис, имаме една случка која навистина се случило. Човек доаѓа, го прашува со селме пред самата битка. Тука имаме да го примам сега исламот или после да го примам после битка. Му вели Расул прими го сега. Кажи шехадет, влези во ислам и понатака кога ќе се заврши битка, ако останеме живи, ќе се да, ама човекот убиен бил тука, панал како шехид иншалла. Да. И што се случило сега? Овој човек отишел како шехид без намаз. И ова се докази за некои наши колеги дека може да се влезе нели во џенет без намаз. Ама ова се исклучоци. Не е ова исклучок. Овде се работи за нешто што е Божја одредба, кадар. Не. Значи, на него Аллах Джелешану му дал да живее во исламот толку колку што одредил тој.
И ние не можеме да кажеме дека тој, доколку би ја преживеал битката, или Хатиджа ради Аллаху анха, додека би била жива во времето кога било објавен намазот, дека не би го кланjал намазот. Напротив, ние знаеме дека кај асхабите, значи тие што беа ученици и другари на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем кои го придружуваа, се вели дека وما يغيب عنها إلا منافق معلوم النفاق. Од намазот, заедничкиот намаз, не изостанува, освен оние кои што беа познати лицемери. Затоа овој аргумент нивен воопшто не е аргумент, туку е само давање на факти за една реалност која што е Божја одредба. Значи тој го кажал шехадетот, влегол во исламот и со сведоштво на Божјиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем ќе влезе во џенетот, затоа што Божјиот пратеник на крајот на хадисот вели амиле калилен ва уџире кетирен. Работеше малку, но доби голема награда. Малце работеше, Да, малце доби, да. И навистина е така. И тоа правило важи за нас. Ние малце треба да вложиме како муслимани и муслиманки 5 вакти намаз. Ја секогаш им велам на џематлиите мои или на тие верници наши кои што не слушаат и кои можеби некогаш вака имаме прилика тет лице лице да имаме таа дава или тој повик да го упатиме, кога зборуваме за намазот. Ја им давам еден изазов, се вика челендж. Предизвик, да, изазов, предизвик, да. Да си дозволат може изазов. Да, на скопски. Да си дозволат барем еден ден во животот да видат како изгледа ден со 5 вакти намаз. Дека тоа е една сосема друга димензија на живот на овој свет. Дека тоа е сосема едно друго чувство на задоволство, на исполнетост, на чувство дека нешто си направил големо, дека си направил работа која што Господарот на сите светови е задоволен. Само една работа која што е, нели, но тие луѓе што муслимани ја извршуваат, па можеби го изгубиле тоа чувство, ама на сите повеќето муслимани, нели, знаеме дека не извршуваат молитвата, петте молитви во текот на денот и ноќта, им даваме предизвик, еве сега и од ова место, барем да пробаат еден ден да го почувствуваат тоа чувство, тој лезет кој што го дава Господарот на сите светови со завршување на јација намаз, почнувајќи од сабах намаз, нели? И кога ќе застанат, ќе видат колку еден ден е поинаков, колку еден се поисполнети, исполнети, си направил една работа по прв пат во животот, Ти си во текот на цел ден. Значи за себе си ја задоволил таа исконска и да ја кажеме уште од твоето создавање имаш потреба да му се обратиш на твојот Господар. Да. Затоа што тоа е дел од твојата природа како те создал. Природност или фитра, што се вели во Куранот, фитрат Аллахи лети фатара наса алеја, тоа е човековата природа во која што Господ Аллах Джелешану го создал човекот. И само ако се обиде да ја исполни таа потреба, ќе почувствува, како што рече и самиот, нова димензија на задоволство, на уживање и на свесност. Многу интересен делот, да се навратиме со коментарот на нашиот комшија. Дали ова чувство доаѓа од механичкиот дел или доаѓа тоа внатрешно? Тоа е. Се овде сам нека си одговори и сите тие што почувствувале нека си одговорат. Дали тие 5 вакти, тој прв ден кога сум го клањал сите 5 вакти, дали дошло од тоа што сум паѓал горе доле и сум гледал од страна како треба да се изврши, или дошло од тоа баш таа внатрешното. Тоа чувството која поврзаноста со Господарот, со Создателот, што ме почастил тој прв ден, нели, сите 5 вакти да ги извршам, па дури ако имам и џамија, нели знаеме дека хадисот на Расул саллаллаху дека намазот извршен во џемат, во заеднички со имам, со предводник е 27 пати повреден. Зошто е повреден? Можеме да даваме многу мудрост, самата комуникација помеѓу луѓето, контакт. Затоа луѓето денес има нели. Кога луѓето се запознаат со проблемите кои што ги имаат со
радосните моменти, дознават кој е болен, кој има потреба да му се помогне. Луѓето ако 5 пати се сретнуваат, тоа се претвара во еден да кажеме собир. Социализацијата Да, социализацијата. Денеска се зборува многу за социализацијата. Луѓето имаат потреба да социализираат. Зборевме по короната дека сме анимизирани сите. Ете намазот како Туѓе се луѓето со овие како што викаш еден со овие шејтани што ги има во рацете. Се отуѓивме едни од други и ја запоставивме таа оригинална природна комуникација помеѓу луѓето. Седнеш во џамија и ќе го прашаш како си, брате. Како е твоето семејство, дали си добар? Божиот пратеник саллаху алейхи ве селем прашувал кога би видел дека некој не е во џамија, би прашал можеби да не е болен, да го посети, да не му се случило нешто. За да дознае, затоа е многу се придобивките на намазот, поготово во џемат и затоа е 27 пати. Подобро. Затоа реков можеме да збориме за мудростите зошто е 27 пати подобро. Иншалла нема да биде последна емисија за намазот, бидејќи јас сметам дека намазот заслужува за него да се зборува повеќе пати. Многу. Посебено да им се зборува на муслиманите, а посредно и на немуслиманите за да се запознаат со суштината на ислам. Еден детал кој што го мислам дека го спомна господинот комшија, така ќе го наречеме, нели толерантно. Спомнува дека ние намазот го ставаме како услов за тие, нели за халал сертификати нешто таа. Мислам дека и така тоа го спомна. И тој економски дел, нели, па го опфати. Некако можам слободно да го коментирам како апел да не се купуваат производи, што се носат халал сертификат, нели, тоа знакчето халал. Кога ќе ги видиме работеве, што значи еден муслиман што клања 5 вакти намаз? Еве да го кажеме дека ние како исламски проповедници или го ставаме тоа како услов. Ама дали се запрашал што значи да клања еден муслиман намаз? Нели го имаме хадисот на Расул саллаллаху со реката. Кој им вели на своите асхаби, на своите апостоли, на своите другари, замислете човекот кој што живее покрај река и 5 пати се бања во таа река, се чисти во таа река. Дали нешто од пролештината или таа валканоста, нечистотијата ќе остане? Го рекле, нема да остане, како да остане? 5 пати да идеш деца. И така исто, Господарот ги чисти, вели Расул саллаллаху ги чисти гревовите, додека намаз, човекот го извршува намаз. Што сакаме да кажеме? Овде и таа физичка чистота, која што е при таквиот човек кој што нели коле некоја животинка која што нели треба да се преработи да биде во нашите маркети. Да биде физички чист, и така и духовно треба да биде чист. И духовно треба да биде чист. И затоа што тој што е верник, кога го коле животното, ќе се труди да него нема да го злоупотребува, нема да си жува на него. Нема да си жива од него, тоа многу бързо. Нема ќе користи наострен нож, ќе користи нема да го покажува покрај него. Да го покажува, ќе го смири. Затоа што тој халал сертификат е бидејќи ако животното умре под стрес, тоа ќе се одрази и врз месото, месото нема да биде здраво. И ова е апел да се купуваат халал производи. Некој човек кој што не клаја намаз, не го интересира тој правила и прописи, и кој што е можеби груб, а касапите знаат да бидат груби. Како не? Знаат да бидат груби и насилни, ако тоа го искористи да се изживува врз тоа животно, секако дека ова ќе се одрази и врз квалитетот на месото, А знаеме тоа се конзумира. Ние не го правиме тоа за да ги условиме луѓето дека мораш да клањаш. Не, ти мораш да клањаш не за да можеш да колеш некој животно. Туку мораш да клањаш за да бидеш благодарен слуга на Бога или благодарен муслиман кој што искажува благодарност. И само како последна точка пред да завршим, бидејќи времето се приближи до крајот на емисија. Зошто искреноста, ихласот и присутноста на срцето во намазот се многу поважни од самите движења и тие надворешни делови на намазот? Сето оно што до сега го кажавме може да биде одговор на ова прашање. Нели го спомнавме тој дел дека нашата вера е потполна.
дека не може нашата вера да се гледа како другите вери, како они ја гледаат нивната вера, и сега вака побаво да се изразиме. Нашата вера ја гледаме зашто? Затоа потполно ја гледаме од причина дека Господарот на сите светови вели, а денеска вашата вера ја потполнив и благодата према вас, нели, така натаму. Овде ние никако не смееме да го тргнеме тој дел на таа механика, на тие покрети, движења кои што се случуваат надворешно, кои што се видливи. Но деталот, срцето, Да биде присутно срцето. Нашата Искреност. тој амбиент на искреност, тој амбиент внатрешен, таа твоја уреденост и константна, перманентна, да кажеме, присутност или свест дека Господарот на сите светови те наблюдува. Те наблюдува. Друго е да те гледа, а друго е да те наблюдува. Нели? Гледањето може да биде без наблюдување. Овде Аллах субхана ва таала те наблюдува, ти си застанал испред него. Ти сакаш нешто да му покажеш, ти сакаш нешто да му докажеш, ти сакаш нешто да побараш од него, да му ги кажеш своите маки, да му ги кажеш своите желби, да му ги кажеш и да му ги побараш на начин кој што е он задоволен. И секако дека кога ќе иземеме сите овие работи, дека срцето, дека таа свест, присутноста, дека внатрешниот дел од намазот е приоритетот. На тешниот момент е приоритетот и целта на самиот пропишување на самиот намаз. Само толку на дополнување, без искреност. Значи искреност што значи во оваа ситуација? Дека ти намазот го извршуваш само заради твојот Господар. Нема ниту еден друг релевантен фактор кој што влијае врз тебе за да те натера да клањаш. Клањаш само затоа што тоа ти го наредил твојот Господар. И ако тој намаз го правиш поради некоја друга причина, за да бидеш виден, за да бидеш пофален, Било која друга за да видиш, за да заработиш, можеби некој сака да се представи, да се презентира како добар муслиман и дека клања намаз за да има економска корист или профит, тогаш тој намаз е Па не би ништо. кажал, можеби не мора да биде економски профит. Во последно време, вака која е пред изборието, значи гледаме и политичка корист да имаме. Тоа е економска. Па добро, економска цел да се економски. На крајот се дека кај парите. Видете, мокте ја поекат парите, така да. Да, парите Моќта се или доаѓаат. власта е најсилната дрога. Да, најсилна екстаза. Најсилната дрога. Така да, апел и до нашите политичари да вака почесто ги гледаме во нашите џамии. И кога не е Да, и кога кампања. не е кампања, ќе ни биде многу драго и мило. Да. Затоа што тие се наши предводници во нашиот, да кажеме, дали тоа било на општинско ниво, дали било тоа на некоја државно ниво, централно ниво, или во таа судска власт и така натаму, би сакале да ги видиме поприсутни да бидат. Зошто? Затоа што Кога има посилна врска со Бога, тие нема да ќе бидат повнимателни. Да. И ја тоа често го кажувам во предавањата во џамијата со цел, нели, ние сме одговорни да се советуваме. А советот ќе користи на верниците. Па ако нашите политичари од таа, да кажеме, муслиманска провиненција фела, кои што се декларираат како муслимани, ако дозволат да бидат присутни меѓу своите, да кажеме, поданици или ние, нас, граѓани или како веќе, во тие верски објекти, почесто, не секогаш, ама почесто, колку им дозволува, нели, времето и обврските, со тоа ќе ги здобиат сите тие, да кажеме, гласови. Зошто? Затоа што кај нас муслиманите, колку и Да да не ги се... дека гласовите, повеќе да ги вратиме кон моментот дека подобро ќе владаат, ќе управуваат, ќе менаџираат ситуациите, Еднако поправедно на- отколку кога не се во намазот. Па еднако можеме да кажеме Затоа, ако ги спомнеме дека... гласовите, Нашата добра повеќе. ако ги спомнеме, значи променеме, сака фамоски. Ако ги спомнеме гласовите, тие тогаш почесто ќе доаѓаат. Тука се гласовите. Ќе мора да- биде, да, мотивација. Сега не сме ни поданици, ни граѓани. Сега сме гласачи. Гласачи, да, така сме, да. Ние сме тие што се носители на власта. Да, моментално, Да. дека поминава. Од нас зависи кој ќе го Да. избереме. Што сакам да кажам? Сакаме да им дајме упатиме апел. Да.
прецена нашите, да кажеме, муслимански политичари. Дека не е екстремно да кланеш намаз. Не, тоа никако не е. Тоа е само ќе имаме до користи они и ние. За тоа што ќе го стават интересот на народот, интересот на општината, интересот на граѓаните, интересот на сите на земнички како општество над интересите нивни лични. Затоа што во спротивно ќе бидат наречени. Тие тоа и го викаат. Јас работам за општината, работам за граѓаните, за жителите на општината таа и таа. Деноноќно некои викаат дека и се онесвестувале од работејќи за народот. Ја и хеледина амен лиме текулуне ма ла тефалун. Овие кои верувате, а ако сте наши политичари и верувате во Господарот, зашто едно говорите, а друго работите? Ова пред се значи за нас и очите, нели, кои што сме повикувачи, ама ова значи за секој муслиман, ова за без разлика, дали носиш улога на политичар, дали носиш улога на верски проповедник, дали носиш улога на татко, на мајка, на без разлика, кај да си имаш нека одговорност или тие одговорности може да бидат на повисоко или на пониско ниво, немој да дозволиме да бидеме, да се окитиме со таа една многу лоша, ружна особина, а тоа е да едно зборуваме, едно ветуваме, едно кажуваме, едно гласно ветување, а сосема друго по изборите, по, да кажеме, по дерсот, нели, како држиме кога ќе излеземе, нели, една многу лоша реченица има кај нашите народи, поготово во мојот народ. Ради што хоџа каже, а немој да радиш оно што хоџа ради. Немој да го правиш правило тоа што го збори оџата, нема да. А ова, ние како нови оџи, да кажеме, нова млада генерација, да се обидеме да го промениме. Да го смениме, да. Тоа верување и убедување. Вие како една наша предходна разбие, генерација, секако дека многу успеавте во тоа да го смените кај нашиот народ, каде што има коментари, не, машала оџата клања, вика. Знаеш до каде седеш. Јасмин, беше задоволство што беше вечера со нас. И на мене. Иншала, ќе продолжиме да разговараме на оваа тема, бидејќи намазот е толку широка и голема тема, околу која може да се расправа, но ќе оставиме за некоја друга прилика. Фатмир, Африм, ала нека те нагладиш што беше вечера со нас. Почитувани гледачи, браќа и сестри, ова беше подкастот за оваа недела. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.